može. Drugar, kako? Ostavi me, drugarke! Aman me, Andre, mene da me držiš nadvor 2 sata, nema ti sramota, bre, aman, bre. Andre, me guši ovdje. Nemoj da me ostavaš. Obvrski, strate, obvrski. Drugar, nemaše kako сега лекови, nemoj da se smeješ, razbiješ. I Kurtu, čudo se spasi čovjek od ostana živ. Melemčinjata moja go izlekува. Si imao li nekoga šeker vo krvte? Šeker? Kakov šeker, more zlatni, kakov vajt, ne me razbiram ništo. Umiračka, ima li o to? Dobro mi dojde, Čiče. Dobro mi te našao, Čičino, ti i gospod. Kolega, steknavte do vrvake profesorot. To je retkost. A, i kaj mene? Ne sam ja nikakav pacijent, ja sam strate. Znate, ja imam posebna sorta bolest. White, fight, might. Ja nema ovdje, ne pišu vam. Mene srcetu me boli, a ti je gazot mi go bocka. Ona tvojena sekretarka, gospoda je poživi, babačko. Ne me ostava ni do vratата да ти се доближам. Sostojbata ti je mnogo podobrena. Беше по-добра. Златен. Беше. Ме гуши. Огнен. Много ми стана симпатично детето. Додека беше кај мене, се грижеше за мене, ми беше поарно, ама сега не го гледам, го нема никаде детето. Само да ти кажам нешто. Друг човек како него ти овде нема да најдеш. Зате, ти господ, ти спас. А каде е Андреја? Чичко, страте, имало Господ. Ти реков, Злате, ти и Господ. Ова ми е втор живот. A lekovite gi piješe? Не pijem. 3 пъти на ден. Ме гуши, Андреја. Ме гуши, брат. Андреја, бадиела ми го дупите газов. Пиjem апчињама, ништо. А гледам дека и ти ги пиеш, твоите апчињама, пак ништо. А Огнен, си го примиш ли? Nemoj se ga pak za to. Слушај, Андреја, тоа дете нема само знаење. Кај него има нешто што го нема кај другите. Ме разбираш ли? Кај него има дикат, има душа. Ме разбираш ли, Андреја? Немој да ме земаш на душа. Денеска ми е денот за умирање. Во книга не го пишува тоа, ама јас... Strate, što zborуваš? И реков, денеска ми е денот за умирање. Си го гледаш малку повеќе здравието, татко. Гледаш ли куќава? Ја гледам. А знаеш ли ти кому ќе му ја оставам, а? Никому, освен Григору. Да си жив, татко. Да си жив. Малки ли ни се макиве, бре, татко, па уште и со него? Знам, невесто Марија. Знам, убаво чита, уште утре ќе го однесам кај даскалот Апотоле. Уште утре. Господ ме вика у себе. Ви оставам оклетие да ме погребите само со еден поп. Никола и Иван да ги клаиш на занает. А на Григора се надевам, домакинке, се надевам. А и ти исто така да се надеваш. Разбра? Ме слушаш? Слушам, тате, слушам. Дај ми клетва, оти ги го пращаш на училиште.
Тако ми жалби, тако ми тъги, татко, ќе го прашчам. Домахинке, прости ми. Прости ми. Много добра домакинка ми беше. Ме слушаше. Честна, честна ми беше. Ме слушаше. Добро. Добро. Ме слушаше домакин. Дедо, да ти кажам нещо, дедо! Со кривината секое нешто можеш да го направиш, а праината на ништо не ти помага. На цел свет денеска кривината е права. Да, јас сум шахта на голема земја. Да. Јас не сум земјоделец, изволкан со глината. Зар да земам копач, брака? Не е, господару. Возвишен крал, всемоćниот Бог, ова ти го порачува. Касија, твојата керка, ќе се омажи за едно младо момче, сиромашно, без никаде ништо, гладно за лед, жедно за вода. Вој прјачиштово, ко што викаш, берикетлије, по стари години ме мачи и се дирите кај ќе стигни, па мора да ги бера. Секој ден во време истото го прави. Ајдук, ај Пејо! Ке вратиш? Ја полн сум! Као ќе земам? Вратете се, инаку крвава ќе ви биде свадбата. Тоцна е. Кој те суреди овака? Спукана им е работата, Джанан, штом толку ржат. Спукана, не спукана, го затворам дуќанот. Аскер кажуваат да дојде. Аскер, ми што? Сватови да не сакаш? Нашиот занајат не трпи многу ракија. А мојот занајат не трпи малку ракија. Како ќе врзувам, ако не сум врзан? Мажот треба да ја разбира жена. Треба да ја биде и пријател, да само љубовник. Не сакам да се преценувам себе си, но ми се чини дека јас сум еден од оние со кои ретките, по кои секоја жена би се подрсувала среќа. А мислам дека и ти, Цвете, и ти би била среќна. А јас би те чувал како капка вода. Колку си добар. Но се плашам, Теодоре. Денес не е убаво, а утре. Што е ова? Ма не плаши се, Цвето, сигурно се ловци. Ма какви ловци, зар ловци пукаат со митролес? Не, брат, сега не. Терористи! Ако се... Некаки... Секому судбината му нанела некој тежок удар. Ама пак треба да се живее. Затоа ти поседи овде, заздрави, па врати се. Друго чаре нема. Со таква рана на душата не. Никакво враќање. Раните тешко се залечуваат. Еви, јас живеам со тага, со спомени. Ми умреа жената и едниот син, а другиот син заака некаде по светов и ми се јави со писмо еднаш во годината, а во последно време се поредко. Ме заборави. Само овците и кучињата ми се утеха. Друштво. Стар сум веќе. Назимо ќе се приберам в село. Немам сили да талкам по ридиштава.
ги продадам овците. Па ако има Господ и ако има век, ќе поживеам уште некоја година меѓу луѓето. Кој на злосторникот му проштава? Злосторството го помага со тоа. Но никој не е над обврските. Но никој не е над одговорноста и никој не е над соучесништво пред општеството на кое му припаѓа. Затоа во неговата вина побарајте ја и својата, особено вие што сведочевте денеска. Избегајте што поскоро од затворот на своето јас. Одделете се макар на чекор од себе си и ќе видите во ружите, освен трње, има и ружи. Овде видовте човек што се обидел да заборави на животот како на лош другар. Побарајте го во себе и судете му строго и праведно. Последниве денови сонувам се еден исти сон. Во театарот сум, се припремам за представа, треба да излезам на сцената, испициентот ме вика, поаѓам кон сцената, завесата се крева, излегувам на сцената и сонот се кине. Изгледа ке смртта.